Нова тема на Редиме минути со соговорник кој што веќе ни пристигна во студиото 3 на македонската телевизија. Мразот им пресуди на овошките, така велат земјоделците, особено снегот кој што го имавме на почетокот на април во одредени делови од државата. Истите потврдуваат дека овошје ќе имаме многу малку оваа сезона, а и тоа кое што ќе го имаме ќе биде скапо. Тоа значи дека велат земјоделците покрај ниските откупни цени со кои што мачат, уште еден предизвик се и климатските промени. Треба ли земјоделците веќе сериозно да почнат да размислуваат за прилагодување на производството во однос на климатските промени и колку тоа би чинело? Ова утро ќе направиме една анализа и ќе отвориме оваа тема со професорот Маријан Кипријановски од Факултетот за земјоделски науки и храна, одсек овоштарство. Професоре, добро утро. Благодариме што ја прифативте поканата да бидете дел од дискусијата на оваа тема. Добро утро за вас, добро утро за гледачите. Секогаш по служба на струката може да помогнеме се да советуваме, преку дебатите се даваат најдобрите нашето совети. Можеме да советуваме, да даваме насоки како да се решат да не настанат проблемите, а понекогаш и како да се решат ако веќе се да превенираме, да превенираме понекогаш. Кога сме кај проблемите ги имаме и на тема земјоделство, па ќе започнеме со една глобална статистика која што вели дека климатските промени би можеле да загрозат, професоре, 1/3 од глобалното производство на храна. Колку ова треба да не плаши, имајќи предвид дека земјоделството е еден од носичките столбови и на нашата држава? Прилично актуелна тема, климатски промени постојано се зборува. Особено меѓу земјоделците, климатски промени предизвикуваат негативни влијанија во земјоделското производство, во целокупниот сектор земјоделство. Тука најранливи се, ајде да кажеме, оне долгогодишните насади, бидејќи се на едно исто место подолг период, тие климатски промени, односно климатски услови влијаат подолг период, тешко може да се адаптираме на ново настанатата состојба, односно тешко може да ги сменуваме културите. Ајде едногодишните култури, ако на едно место не одговара една година оштетено, не одговараат климатските услови, наредната година може да смениме друга култура да посадиме. Ново долгогодишните насади, еднаш посадено, тоа треба да трае 30 години, односно тие климатски услови да влијат на насадот 30 години, па и повеќе за некои култури. Така да, од овој аспект може да кажеме дека се најосетливи долгогодишните насади, што не значи дека и другите култури не се погодени. Точно е, ако го анализираме малку подолг период, какво производство сме имале порано, на кој начин сме произведувале порано храна и како сега треба да произведуваме храна во ново настанатите услови, навистина се оттежнуваат условите за производство, а мора да произведуваме храна, затоа што мора да се храни населението. Тогаш се наметнува нужно потребата да се прилагодуваме. Немаме друг начин како да произведуваме храна, освен да се прилагодуваме. Ние особено сме мала држава, не можеме да многу да влијаеме врз намалување на климатските, на условите кои што ги предизвикуваат глобална слика, да ги занамалиме оние причинители на климатски промени, но имаме тоа што го имаме, единствено наша можност е во моментов да наоѓаме нови технологии, нови практики со кои ќе се прилагодиме на промените на климатот. Да, неодамна бев во Преспа, пред неколку месеци снимавме една репортажа за македонската телевизија баш со голем број на земјоделци. Преспа една навидум за сега успешна приказна за тоа колку земјоделците се трудат да превенираат, секако и да се прилагодат на овие нови климатски феномени. Дел од овошките измрзна, најверојатно годинава ќе имаме повторно скапо овошје. Прашањето ми е околу превенцијата. Дали сериозно размислуваме на превенција на ниво на цела држава или треба малку посериозно да ја сватиме оваа тема? Најевтината мерка за заштита од климатски промени е превениране. Во земјоделството, особено во овоштарството, кога веќе зборуваме повеќе за овоштарството, најдобра можност е да ја прилагодиме производството
кон климатските промени, ама со некои превентивни мерки. Што значи тоа? Да избереме соодветна локација, да избереме соодветни овошни видови, да избереме соодветни сорти, подлоги, технологија, начин на формирање на овошките. Превентивно да делуваме, да не настанат услови кои што може да предизвикат штети по насадите. Дополнително други превентивни мерки, ако можеме да ги спречиме влијанието на лошите климатски услови, да спречиме појава на град. Имаме можност, тоа е превентивна мерка како да ги разбиеме градоносните облаци. Најевтиното е тоа. Понатаму може да зборуваме за некои директни мерки кои што ако веќе настанат неповолните влијанија, односно се појави некој неповолен климатски елемент кој што може да направи штета во насадите, тогаш може да делуваме директно за да ја намалиме штетата или да ја елиминираме на некој начин штетата или штетното влијание од овој климатски елемент, било кој. Овоштарите го кажа ставот и податоците во однос на оштетувањето на овушните насади изминатиот период како последица на ниските температури и мразовите кои се појавија. Ме интересира, а се надевам и вас, професора, да видиме како стоиме со раноградинарските култури во источниот регион, доколку ни е подготвен колегата Ване Трајков. Го имаме на второто линковско вклучување со информациите од истокот. Ване, прави ли променава на температурите проблем во однос на градинарските култури? Имаме ли последици од неодамнешните ниски температури па и мразовите? Поздрав од Василево, Струмичката котлина, подпластеникот на Ристо Велков. Дефинитивно температурите или оние температурни осцилации предизвикуваат проблеми кај раноградинарите. Не знам колку ќе успее камерата да долови, но ваквите појави кај крстевиците во пластениците на Ристо Велков се резултат на ниските температури неодамна кои што ги зафати во Струмичкиот регион, но како што вели нашиот соговорник, полека успел да го зачува производството, но еве да разговараме со Велков. Прават ли проблеми? Дефинитивно ни прават проблеми, но како успевате како раноградинари да се соочите и да го заштитите производството во моментов сме ноѓеме во вашиот пластеник со краставици? Па да, јас веќе уште многу поодамна реков дека најголемиот проблем над самиот земјоделски производител ќе бидат климатските фактори. Еве сведоци сме, конкретно денеска рано наутро во 6 часот температурата беше 6 степени. 6 степени што на ова прецена градинарските култури воопшто не одговара, ако знаеме дека ноќната температура треба да биде некаде околу 15 до 17 степени, дневната 25 до 30. Тие се ударни шокови не само за краставици, тука се доматата, пиперката и останатите градинарски култури кои што ќе претрпат големи шокови. Еве веќе сме и сведоци на дел од тие кои што завршија, тука веќе станува збор за пролетната зелка, спрема сите информации, спрема податоци колку количина е откупено, некаде околу 30.000 тони, а секоја година од нашиот регион излегува 60-70.000 тони. Сето тоа се базира на лошите климатски фактори во сферата на производството. Инаку и овде, еве веќе не само сега што се соочуваме со ниски температури, но сведоци ќе бидеме за 2-3 дена кога ќе дојде до зголемување на температурата, на појава на низа болести кај самите култури. Пред се тоа ќе го осетат и големи последици ќе претрпат оние земјоделски производители кои навреме не извршиле заштита кај самата култура. Исто така ќе бидеме сведоци и појава на низа инсекти кои што ќе го напаѓат растението, така да мислам со еден збор големи ќе бидат проблемите кај нашиот земјоделски производител. Поготово еве пак ќе спомнам со појавата, еве веќе има најава на зголемување на температурата, ќе мора веќе еве во овој пластенек за 2-3 дена да се изврши засенчување со мрежи или со кречење. Тоа ми беше следното прашање, господине Велко, со оглед дека веќе има isfrlување на родот кај краставиците, предпоставам и кај доматите. Кои мерки ќе ги превземате за да можете да го заштитите вашето производство, но ова нека биде и апел до сите останати раноградинари, кои мерки ќе ги преземат? Да, како што спомнате, веќе сведоци на штетите пред се isfрлање или абортирање кај краставиците, бидејќи таа спаѓа во нежните или топлолюбиви култури, ќе бидеме сведоци и кај останатите култури да се надеваме дека еве доматот може да претрпи некоја осцилација на температурата и тука ќе бидат штетите помалку. Мислам дека земјоделците треба да бидат спремни веќе
ќе во средниот период на појава на повисоки температури и како така да дојде до амортизирање на температурите во места каде што ги одгледуваат своите култури. Мислам дека еден од и поголемите проблеми, не го спомнавме тоа, дека нашиот земјоделец покрај тоа што се соочува со климатските фактори, се соочува и со недостиг на работна сила, тоа мораме да го кажеме. Пред се недостигот на младата работна популација која што треба да биде двигател и носител на сите активности во земјоделието, но тоа е тоа. Да се надеваме дека во иднина ќе има некои подобри услови. Еве мораме да признаеме тие 2-3 години има некои добри цени во пред се во градинарството, мораме да кажеме. Меѓутоа што останало со другите сектори од растително производство, пред се тука станува збор за овоштарство, тука оваа година пред се од последиците на климатските фактори имаме големи штети. Ги спомнавте заштитните мрежи. Да, заштитни мрежи мора, кои што сакат да продолжат со својот развој на културите во места каде што ги одгледуваат, мора да извршат засечување или со врсување или со поставување на заштитни мрежи кои што колку толку ја амортизираат температурата. И за крај, господин Велков, колку е потребно спојување на производството со науката, со оглед дека мора да се консултирате постојано со стручни лица за и околу производството и како се до тоа да се надмине наспроти климатските промени? Да, јас секогаш зборувам дека науката мора да биде пред се во прв план во самото производство, бидејќи мора да се знаат кој препарат, кој ѓубриво, во која фаза, во кој период треба да се става, така да со еден збор, мислам, неминовно е соработка со научните институции за како така да дојдеме до некое производство. И за крај, кои се очекувањата? Може ли да очекуваме да имаме добар род годинава наспроти ова? Па спрема сето тоа што досега случува, мислам дека малку ќе бидам скептичен, мислам дека ќе има намалување, еве го реков тоа, имаме намалување во производството на зелка, ќе имаме сигурно намалување во производството на краставица и домати, но останува да го каже времето своето. Така, благодарам. Кристина, тоа беше Ристо Велков, директно наше вклучување од Василево, атарот на Василево, во пластениците со краставици на овој производител, кој што тврдат и велат дека климатските промени си го прават своето, но ќе мора превенцијата да се подигне на уште повисоко ниво за да се амортизираат ваквите удари на климата. Ако имате прашања, слободно. Гостинот кој што не е во студио, бидејќи сега ќе дискутираме за тоа колку чини оваа превенција која што ти пред малку ја спомена. Да, нагости ни е професорот Маријан Кипријановски од Факултетот за земјоделски науки и храна, одсек овоштарство. Професоре, во првиот дел од разговорот споменавме и констатиравме дека е потребно прилагодување на културите, потребни ни се посовремени системи. Земјоделците велат дека единствениот начин како културите да се заштитат од мрзнење се соодветни антифрост системи кои чинат многу. Чив треба да биде товарот за инсталирање на истите? Ова е дебата која што се води долго време веќе. Постојат повеќе методи за заштита од мразеви. Ајде, кога зборуваме за мразеви, антифрост системите само еден од методите. Постојат и други. Прво го напомнаме првото како превенција да избереме локација. Не сите локации подеднакво се изложени на ниски температури. Ако имаме соодветна локација за соодветната култура, може би и без посебна заштита ќе се спасиме. Оваа година има такви примероци каде што на соодветна локација имаме насади каде што воопшто не се оштетени од мразеви. И покрај овие температури кои што се појави -7-8 и до 10 некаде стигнаа. Антифрост системите, реков се, само еден од начините. Постојат и други системи кои што се со загревање. Ние тие не ги спомнуваме. Внесување на топлотна енергија во насадите. Зачадување е една од мерките. Но најефикасни се антифрост системите, кои што може да вршат заштита на насадите до -6, -7 степени. Но за тоа потребно е да имаме доволно количина на вода. Проблем е во нашето производство што голем дел од системите кои што се користат за наводнување се пуштат после 15 април, 20 април, понекогаш и после 1 мај. Што значи дека голем дел од земјоделското производство од насадите немат пристап до вода, кој што може да се користи за распрскување на водата, односно за правење вештачки доз за заштита на насадите. Голем дел од насадите имаат сопствени извори, бунари, подземна вода се користи. Но тие сопствени извори имаат мал капацитет на вода.
користат за наводнување, но наводнувањето го користат на поголеми површини, се користи за постојано, подолг период. Во случај на појава на мразеви, сите насади одеднаш треба да се уклучат пумпите и сите да вршат заштита, односно да прават вештачки доштева. Нема доволно количина на вода, изворите, со тие што располагаме, нема доволно количина на вода за сите насади. На овој начин може да се врши заштита во овие наши услови во моментот што ги имаме, може да вршиме со користење на сопствените бунари, може да се врши заштита само на мал дел од насади. Тоа се 20-30%, некој нема капацитет ни толкова количина на вода. Овие се прилично системи, антифрост системите се прилично скапи, но и се захтевни, барат вода. Голема количина на вода за краток период. Ако само спомнам, за 1 хектар минимум потребно е да се обезбеди вода 30 метри кубни за 1 час вода. Значи мразот ако трае само 1 час, на 1 хектар насад треба да почнеме со 30 метри кубни вода. Тоа е преведено во пумпа, треба да имаме некаде околу 10 литри во секунда пумпа, изворна вода, 10 литри во секунда. Тоа е прилично голема количина на вода. Затоа, реков, нема доволно капацитет на вода. Но, се извинувам, оние што се блиску до други извори на вода, може да се обезбеди. Но, реков, за да се биде ефикасен системот, потребно е доволно количина на вода, доволно пумпи, претходно поставен системот и сигурен системот. Системот мора да делува, да биде 100% сигурен. Само 5 минути ако престане од било кои причини уросувањето, тогаш ќе настанат уште поголеми катастрофи. Само кратко, Кристина, слушајќи вете внимателно, зборувам и за една основна работа. Затоа, чисто по прашање, дали доцниме со адаптација на сето ова или... Апсолутно доцниме, па ние зборуваме за климатски промени или вакви елементарни непогоди, не со вчера. Имаме одам 30 на години се актуелни. Еве, например, вие сте говореле за нив 2019 година, односно сте пишувале за нив во книгата која што кога еве спомнавме со Ване на тема адаптација, ние дадовте, и токму така е насловена професоре адаптирање на овоштарското производство кон климатските промени. И ве прашав, па професоре, ова е темата на која што говориме, и вие ми говорите, да, Кристина, но нема кој да ја прочита книгата. Ова е еве 6 години, ако не гледаме порано, од 2019 до 2025. Имате впечаток дека некој ја прочитал и дека некој сериозно се ја сватил работава? Не. Ова книга е пишувана 19 година, но ние работиме, јас работам со климатски промени од моето вработување. Така, апсолутно не е. Тоа одамна беше веќе. Оваа година само. Но тука е собрано дел од тоа е целото ваше собрано од она искуство нашето како искуство, совети, моето искуство, проучување, не до сега само да се истражување. прочита. Така. Тоа е цело искуство. Сега треба да се прочита, но не само да се прочита, Да. треба да се примени нешто од тоа. Но реков, земјоделците дали се спремни? Не се спремни. Голем дел од луѓето, од фармерите, ги знаат мерките за заштита, нема доволно пари. Голем број луѓе ги знаат, но секој се викаат, па зарем јас прв да почнам. Ги знае државата? Државата ги знае, но државата дали да вложува, во што да вложува. Каде попрво, така Каде доаѓа. попрво. Ние имаме многу проблеми во земјоделството, еден од големите е овој. Но во моментов е овој проблем. Еве актуелен. Но за 2 месеци ќе се појави некаде град. Не мора за 2 месеци, можеби за 2 дена некаде. А град сега да биде. Проблем. За 3 месеци се појави недостиг на трговци, нема каде се пласира производството. Што да му прават? Дај државата да помага. Што да правиме? Значи има многу проблеми во земјоделското производство, климатските промени и штетите, влијанијата што ги прави во земјоделското производство целокупно се во моментов најголемија. Од каде да почнеме, каква политика ни е потребна? Продолжуваме со
тој последен од разговорот по линковското вклучување од Куманово не очекува колешката Елена Георгиевска. За сега нема значајни пријави за штети врз овошките и другите рано-градинарски култури предизвикани од ниските температури периодов. Од Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството информираа дека последниве години климатските промени си го прават своето, но исто така укажуваат и дека земјоделците се заинтересирани за модернизација. Ова се информациите, Елена, кои што ни доаѓаат од североисточниот регион. Токму така, Ване, како што веќе напоменавте, климатските промени се веќе нешто што е актуелно и во нашата држава. Пролетните мразови веќе се вообичаени. Меѓутоа, од канцеларијата на Агенцијата всушност за поттикнување на развој во земјоделството овде во Куманово и Североистокот информира дека до нив пристигнала само една пријава за штети врз овошки. За сега, велат, за среќа нема позначено оштетување на овошките и останатите култури од Североистокот, барем до сега тоа не го пријавуваат земјоделците кај нив. Укажуваат дека земјоделците се обидуваат на различни начини преку примена на одредени техники, меѓутоа и преку осигурување да го заштитат својот труд. Предлагам овде, доколку е подготвена, да погледнеме дел од изјавата на раководителот на канцеларијата во Куманово. Имајќи предвиди тоа дека обично кај нас доаѓа земјоделците, се прашуваат што да правиме, како да постапиме, имаме штета, ово-оно. Ова година не се случило. Исклучок еден имам таков земјоделци кој дојде. И тој не беше доста сигурен дека има многу штета и сакам да верувам дека нема многу штети и да посакуваме да не се појавува повеќе мразова пролет. Ги осигуруваат, имајќи предвиди тоа дека 60%, како што знаете и вие, 60% од полисата ја плаќа државата. И доброто од тоа е што земјоделско ќе оди да осигурува кај осигурителните компании, си плаќа само 40% од полиса, не плаќа целото, па после да му се враќат пари. Току 40% останатиот дел компанијата со државата има работа, како ќе го. Да, инаку од оваа агенција укажува дека земјоделците од Североистокот се заинтересирани за модернизација на земјоделските стопанства, голем интересот за ИПАРТ мерката, истата се и користи. На последниот јавен повик аплицирале 40 на земјоделци од Североистокот. Најголем интерес е за набавка на нова механизација, меѓу кои што доминираат тракторите. Велат дека вредноста на ваквите инвестиции се движи од 20 до 70.000 евра. Поднесени се, како што реков, 40 апликации, а барањата допрва ќе се разгледуваат. Да погледнеме и втор дел од изјавата. Најмногу за трактори приклучна механизација. За трактор има и од тие такви кои набавка на опрема за преработка на земјоделски производи, има од тие што имат интерес да градат некој објект за чување на стока, односно штала или за чување на храна за стока или некоја машина, миксери и такви работи за изготвување на храна за стока и така натаму. Така да има микс од разни инвестиции. И убаво е тоа. Јас обично сакам така да биде, од сите нешто да може да се земе. Затоа што и е потреба. Сега некој што се бави со стока, на него не му треба, што да кажем, трактор, можеби. Има си трактор, нема потреба понов, али му треба, примерно, некој објект кој ќе служи за чување на храна, му треба тој некој за молзење, некоја апаратура по-модерна, по-добра.
Да, инаку до 5 мај трае и јавниот повик за млад земјоделец. Оваа мерка ги опфаќа земјоделците од 18 до 40 години, кои што 18 месеци имаат регистрирано земјоделско стопанство. Од канцеларијата информираат дека навистина е голем интересот на младите земјоделци од североистокот. Станува збор за грант од неповратни средства од 10.000 евра и како што напоменав се информираат во канцеларијата, инаку според статистиката во 2023 година кога што се реализираше всушност овој повик, имало до нив пристигнато 50 апликации. Студио. Благодариме Елена за нели ова линковско вклучување. Извини малку на смевката, не се договоривме со Кристина кој ќе те одјави, па заедно земавме воздух во ист момент, еве чисто да разјасниме. Благодариме многу за надоврзувањето на темата. Веќе најавивме дека со професорот ќе го заокружиме разговорот, барајќи решенија. Професоре, што доколку сега и одма не се превземат мерки, на кои овошки, бидејќи споменавме дека тоа го работите, им се заканува исчезнување во наредниве 10 години. Што е тоа што треба сега и веднаш да се превземе? Сега и веднаш треба да почнеме да размислуваме што ако не преземеме мерки. А ако не преземеме мерки, нема да исчезнат културите, но драстично ќе се намалат површините. Впрочем, и веќе почнуваат да се намалуваат. Кој беше помалку ќе го јадеме? Само еден податок, последниве 7-8 години во Македонија се искорнати околу 600-700 хектари праски. Ако претходно имавме пред 18-19 година имавме скоро 2000 хектари праски, во последниве години имаме 1300, последниот податок 1300, значи ги нема. Јаболка да не зборуваме. Јаболко истото се случува, голем дел се уште не се корнат, меѓутоа голем дел се запоставени насадите. Еве погима примерот Полок, јас сум тетовчанец. Не се огледува, во Полок веќе јаболко го нема, еве исчезна јаболко. Еве гравот, тетовски грав во Македонија повеќе нема. Зона, нема, не постои. Јаболко тетовско повеќе не постои. Ќе исчезнат културите, односно ќе се префрлат на некои други региони. Во Македонија можеби ќе почне да се огледува нешто друго. Зошто си го направивме ова? Коментиравме Холандија како еден пример светол, дека да, факт е дека треба да се вложи еве во стаклениците. Треба инвестиции, треба вложување во знаење. Да, а не се многу територијално поголеми од нас, немаат многу поголема земја, дури водат борба со морето за да имаат педа земја повеќе, ние ја имаме тука. За да направат слободно земјиште за да сподигат, да огледуваат некоја земјоделска култура, ние имаме проблем со сушата. Друг проблем е. Да. Посебно со мразевите. Мразеви има секаде, низ Европа, ние можеби сме најчувствителни, овој наш регион најчувствителни, меѓутоа сите превземат мерки. Значи, еве во Северна Италија ние го земаме обично Јужен Тирол како некој репер во овоштарско производство, бидејќи цел свет се огледува таму, најмодерно овоштарство има. Насадите од јаболка, речиси не постои ниту еден насад без да е инсталиран во него антифрост системата. Чи сите. Професоре, бара земјоделците одговор од науката, ве контактираат, еве да речеме, за нешто што ги интересира во однос на производството? Барат. Добра. Голем дел барат, меѓутоа никој не презема ништо. Многу малку во Ресен, еве го спомнавме Ресен, има поставено антифрост систем и овој период сега, што се можеби 5-6 фармери инсталираа таков систем. Функционираше. Можеби сега ќе ги видиме резултатите од заштитата од овој систем, но тоа се мал процент, многу малку луѓе. Сите сега очекуваме прашањето во моментове што остана и што ќе изврши, каква проценка на штета ќе извршат комисиите за проценка на штети. Да, тоа е тема. И веднаш темата е колку државата ќе не обештети. Дали 10%, дали 20%, дали 30%. Но еве само се извинувам на времето, во моментов, според сегашнава состојба, штетите во овоштарството во Македонија се најмалку 30 милиона евра. Може би и повеќе ќе биде. 30 милиона евра кои ќе ги обештети. Можеме ли да си го дозволиме тоа? Апсолутно државата не може да го дозволи, бидејќи нема средства од каде, нема фондови за таа работа. Државата може да даде 2, 3, 5 милиона. Не може 30, не може, но само во овоштарството зборувам, каде е само една граница. Појавата на град сега ќе има сигурно, па не знам нешто друго, па не знам нешто трето, штетите треба да
100 милиона евра државата да обештетува. Каде? Кои фондови ќе ги обезбедиме? Добро, најверојатно во иднина ќе треба малку и погласно да дискутираме и за приоритетите, како едно општество, да бидат поставени приоритетите се производството на храна, приоритет земјоделството кај нас мора да биде приоритет број 1. Во моментот бидејќи голем дел од популацијата се занимава и живее од земјоделството, треба да произведуваме храна, земјоделска земја сме, приоритет е земјоделството, но дали секогаш државата дава приоритет на земјоделството, ја би рекол не. Најголем дел од нас израснати сме во тие бавчи и кога нашите предци поминувале најтешки времења за оваа земја, земјоделството ги крепело и ги хранело. Некако ние помладите сега како да се опуштивме, тоа им е прашањето. Како е со кадар, како е со студенти на факултетот? Доволен податок за интересот на земјоделството е бројот на студенти на земјоделските факултети. Да, кажам дека ние во моментов имаме некои студиски програми кои што немаме ни еден студент. Во овоштарство, лозаро-овоштарската нашата програма, земјата ни е лозаро-овоштарска, имаме 2-3 студенти по генерација сега. И кога зборуваме за иднината, за ова треба да говориме. Ни треба и стручен кадар во иднина кој што ќе знае да се Во моментот има побарувачка на земјоделски инженери по стопанствата. Каде да одиме по стопанствата, велат професоре, дајте ни некој агроном. Да. Каде да најдем? Нема. Кога ќе кажам дека имаме 20 студенти, што ќе правиме ние? Значи стопанствата, според одредени закони, секое земјоделско стопанство поголемо мора да има вработено агроном, а да пазарот на трудот не постои агроном, значи стопанството ќе мора за некоја година се затвори. Постарите агрономи веќе си одат у пензија, нема кој да ги замени, не сака никој да работи на нива, едноставно ќе имаме огромни проблеми, многу поголеми проблеми од овие постоечките сега за наредни 10 години. Иако малку ете и да бидеме позитивни на крај, после ковидот многу млади луѓе, сега не голем процент, меѓутоа дел од нив се вратија на села, сега моментално работат во мали бавчи, мало производство колку за себе, но моабетот ми беше ако некако најдеме начин да ги анимираме, да ги поддржиме и со вакви теми, и стручно и се, најверојатно можеме да очекуваме поголемо производство од нив. Мора луѓето да се поттикнуваат. Так. Се поттикнуваат преку програми од страна на државата. Државата тука треба да презема повеќе мерки за поттикнување, да вложува пари, да им помогне. Млад земјоделец сега не може да почне бизнис со земјоделие ако нема пари. Државата треба да му даде, за да го подмладуваме земјоделството постојано. Се надевам ќе поттикнеме по овој разговор. И од едната и од другата страна. Благодариме професоре многу за гостувањето во Македонија наутре.